Пред се сакам да ви се заблагодарам што дојдовте на кампус 4 на универзитет, на филолошкиот факултет и на универзитетот Гоце Делчев во Штип, затоа што ние имаме еден денес и овие денови имаме еден значаен настан, а тоа е гостувањето на професор доктор Вања Ангелова од Велико Трново од Бугарија, како резултат на подпишаниот договор за размена на студенти и професори Еразмус плюс. Од понеделникот професорката Вања е кај нас, наша гостинка. Ние со задоволство констатиравме дека Вања е всушност наша македонка, со оглед на тоа што нејзината поезија е напишана за Македонија, за античка Македонија, но за тоа ќе ви зборува повеќе професор доктор Лусика Николова Чочоровска, која што денес ја промовираше нејзината книга поезија Хераклеја Линкестис. Вчера, во вторникот, одржа предавање професорката во врска со една за нас помалку позната материја од областа на историската лингвистика, а тоа е за Николај Екмар, картвелските кавказските јазици и афетичката теорија. Да, и сега тоа е наишто малце помалку позната теорија за нас, но беше предавањето мощно интересно, инспиративно и токму затоа чувствуваме едно задоволство дека се дружевме овие 3 дена со професорката, а таа ќе биде наша гостинка до крајот на неделата, па се надевам дека и тие ќе бидат задоволни од престојот во Штип. Оваа година, 2018, излезе препевот на македонски јазик на стихозбирката Хераклеја Линкестис од поетесата, познатата бугарска поетеса Вања Ангелова. Станува збор за стихоспирка која што содржи 56 песни групирани во 3 циклуса, во која што главно се на еден епски начин, нели, се третира македонска и македонистичка проблематика и тематика. Имено станува збор за најнапред во првиот циклус лоцирање на третманот на оваа поезија, односно хронотопско лоцирање во Македонија или поконкретно градот Хераклеја Линкестис, основан од Филип II Македонски. Натаму во вториот дел, значи, се опева дел од заправо митското минато македонско, а во третиот дел, односно во третиот циклус поезија, всушност станува збор за третман на македонските династии. Она што е специфично, значи, за стиховите од оваа поезија е именно доминацијата на метафората на каменот, која што јас во рецензијата што ја приложив на промоцијата под наслов Хераклеја Линкестис или за древноста, стаменоста, човечноста и бесконечноста, може да се каже дека доминација има метафората на каменот или символот на каменот, токму како нешто како цврстина, како истрајност, како вечно траење, и тоа се поврзува со самата природа на поетесата и на професорката, која што за среќа имавме, нели, можност да ја запознаеме овде, дека имено целата оваа поезија изобилува со некоја длабока човечност, пред се, нели, женскост, човечност, со една епска нарација во која што се присутни и лирски моменти и нешто што според нашето видување, се надевам дека тоа е релевантно, ќе ја обезбеди онака трајност и во македонската поезија, затоа што ја имаме, нели, приопштено веќе на македонски јазик, но без друго и во историјата на современата бугарска поезија. Да, прав пат сум во Штип и на универзитетот великолепни. Јас зборувам со акцент на македонски, но мислам дека сите ќе ме разберат. Јас сум многу срекна дека сум во овој универзитет, зашто овде најдов не само прекрасни колеги, но и прекрасни пријатели. И мислам дека од сега за напред ние ќе работиме и по Еразмус плюс и на филолошкиот факултет. Планираме да работиме и на некои проекти во врска со лингвистиката. И мислам дека имаме многу планови за напред кои ќе бидат осуштествени. И преку Европската унија и преку нашите универзитети. Дали кажете повеќе за вашата работа во Бугарија? Мојата работа во Бугарија е многу, како да кажам,
Интересна, зашто јас се занимавам не само со лингвистика, но јас сум и член на двата писателски сојуза во Бугарија, и на Сојузот на бугарските писатели, и на Сојузот на независните бугарски писатели, и сум секретар по меѓународната дејност на Сојузот, и можам да кажам дека се минава преку мене во Сојузот на нашите писатели. Имавме наскоро и меѓународна конференција во која учествува многу луѓе од многу страни, од Хрватија, од Србија, од Македонија, од Украина и така натаму. Организацијата беше од Движењето на светските поети, на кој јас сум член исто, со мојот маж, кој исто е поет, пишува хајку. Имаше многу интересни награди, даже сега кога дојдовме во Македонија, донесовме награди за големиот македонски драматург Зоран Пејковски, една награда од Министерството за култура на Македонија, од Фондот за култура, медал на Фондот за култура кон Министерството на Украина. Тој стана и почесен член на Сојузот на писателите на Украина, уште еден медал, и го наградивме и со наградата литературата, награда за поезија и драма, Радко Радков, како принц на светската поезија. Така, и сметате ли дека има добра основа за добра соработка со филолошкиот факултет? Исклучително многу, зашто најдовме многу општи теми, работиме во многу блиска тематика, и мислам дека ќе направиме многу работи за напред.